It is almost a cinch you won't. If you think you'll lose, you've lost. Одличниот и светски познатиот македонски бенд BDM со експериментален жанровски инфлуенс повторно ја обединува младата генерација со новите идеи. Плановите на овие тројца момци и понатаму е да направат нова димензија во музиката. Секоја нивна песна проект е приказна сама по себе, со модерен звук и продукција. Нивната цел е во константна реализација. И секој пат музиката да ја кренат на едно ново ниво. Мотивирани и фокусирани на самиот звук, BDM и покрај стремежот да останат светски продукт. Врз основа на ова искуство во музичката индустрија и бизнисот и со цел да им помогнат во иднина на брилијантни уметници, млади момци и девојки, да го достигнат и покажат својот целосен потенцијал. Овој пат тие создаваат целосно нова сцена за продуценти и диџеи. Сите тројца си ја поделивме својата работа. Мојот дел ќе биде продукцијата, курсот за продукција, смера да го водам. Мартин ќе биде диџејството, Бане си го тера својот едукативен цел. Да. И се одлучивме да го направиме ова затоа што сакаме да пред се да помогнеме да го расшириме кругот на една друга страна, значи не само околу креирање на музика, него и правење на лоби, конекции нови со нови, веќе работиме со деца долго време и многу тие деца не гледаат како пример, затоа што го работиме и гледаме дека сакаат нешто слично да работат. И мислиме дека можеме да им помогнеме многу во тоа и тоа го правиме моментално. Продукцијата како смер ке нас ја имаме сам. Има одлични продуценти кои што работат музика на различни стилови, но мислам дека можеме многу поише да бидеме околу самата продукција во очите, значи не само во Македонија, и надвор, да се прошириме. И за пред се треба добро знаење, за да се направи добра песна, труд, но и конекции, луѓе. И сега тоа е цел еден процес кој што секогаш, значи не било само да се затвориш во студија да правиш музика, значи имало работа каде што мора да се одлучиш што сакаш да работиш, како ќе го работиш, на кој начин ќе го работиш, каде ќе се постира тоа, каде ќе се пушта тоа, за кого се прави, за дали е фестивали, дали е за концерти. Значи имам многу етапи во правење музика каде што продуцентите треба да знаат точно што сакаат, например, кога работат на одредена музика, дали е за нив или за некој член кој што се работуваат. И мислам дека баш ради тоа сега што го правиме ние сакаме да направиме едно поголемо лоби на конекции, тоа што го кажав претходно, каде што со добри соработки можат да се чујат песниве надвор од Македонија, пред се тоа ние што го правиме бидем лично. Продукцијата ќе трае 4 месеци и ќе биде значи ќе има теорија, мора да има теорија да се објаснат некои работи, но фокусот ќе биде на студиската работа, индивидуална работа каде што ќе се поменат доста часови во студио и ќе се креира, ќе се работи на музика, на тоа најчесто што го сакаат луѓето да го научат во музичката продукција, но има и уште многу други работи што треба да се научат пред теоретски, затоа што за да бидеш старите продуценти порано кога биле 60-70 години биле многу различно од денешниве. Значи денеска да си продуцент треба да знаеш многу поише од порано што знаеле, затоа што времето е сменето, технологијата е сменета. Порано продуцентот треба да има добро уво, за да знае што е добра песна, да разбира малце од опремата во студија, да знае да комуницира со луѓе. Денеска треба да знаеш пред се маркетинг, што е најбитно, зашто џаба ако се направиш добар продукт, не можеш да го никој не ти го чуе. За жал. Нема да има потреба, значи, од никакво знаење. Тоа не е целта, да се научи
една индивидуа каде што курсот ќе биде така, смерот за музичка продукција ќе биде така наменет за да точно кога ќе заврши со овој смер да знае да биде самостален во тоа што го работи. Сега ќе треба уште многу време да посвети во тоа све што ќе му го дадеме ние, ама ќе му го дадеме вистинскиот пат. Точно ќе му кажеме што треба, како треба за некои работи, после тоа само усовршување. По моментот не беше да создаваме курс за диджеј, што треба да научиме луѓе да пуштаат музика, се створи од интерес, зашто имаше интерес за луѓе што сакаат да бидат диджеи. И така Бане ја презентираше идејата. Во принцип е да го пренесам знаењето што ми го дале мене постари диджеи Ицко Лефанк, со кој сум учил, со кој сум бил, што сум научил све, што сум го направил со исто да го пренесеш понатаму на младите. Не е као ќе бидеш најдобар диджеј или ќе бидеш светски познат, моментот е да пренесам тоа што сум го знал. Сега не речеме плочи пуштање, него малце по стариот начин на пуштање музика, пред софтверот да дојде, па после да се инкорпорира и софтверот за да се биде некој да се има некој почеток на учење, зашто сега се е софтверски и повеќе стана визуелен медиум него аудио медиум. Гледаат цртки и линии наместо да слушаат удари и да бројат минути и BPM и остало. И моментот е за градење на сет, зашто сепак 18 годишно искуство, нели? И не е поентата дека јас сум најдобар, јас имам, слушајте ме мене, туку моментот е тоа што го знам јас, да го пренесам. И мислам дека до сега имало студенти на кои сум пренел и сакам да го пренесам малце на повисоко ниво, да речеме. Па повеќе тоа би рекол повеќе ке продукцијата за градење на музичка сцена, ке мене е повеќе на давање основите и учење некој за да се порода после повистинскиот пат, да речеме. Доле што го кажат, ги усмеруваш само на пат, понатаму се е нивно, зашто нели секоја работа си треба пракса и вежбање и посветеност. Зашто во принцип сега го има моментот на многу млади деца сакаат, само што пред тоа им се кажува, значи вака, ако сакаш, се посветуваш на тоа и го правиш сериозно, не е како сакам, контролира, си диџеј купивме 2 недели, после тоа се фаќаат прашина, нели, стандардната. Значи, повеќе за менување музичка сцена на некој начин, тоа ќе биде одговор на продукцијата. За диџејството е за луѓе што сакаат да пуштаат музика, да им се помогне плюс. Тоа е моментот, не е како стил, не го менуваме, ние диџеј сцената ја менуваме во Македонија. Ќе биде тешко на стартот, нормално е, мислам и за нас, ипак сме млади, Ипак сме на некој начин млади во тоа што работиме, на све искуство во животот, али добре што правиме, од една страна имаме едукативен центар музички теорија, ноти, солфеж, значи школското учење. Музичката продукција, да речеме креативната работа во доколку си музичар или сакаш да бидеш некој композитор на музика. Диџејството е перформансот денешен, затоа што да, музички може да се изразиш, но денеска диџеите се главните звезди во таа модерна музика, да речеме. И буквално, мислам дека ги офаќаме главните моменти на секој вид во музиката што е. И секој што е тука во нашата академија што доаѓа, што се дружи со нас, значи не, ако доаѓа он во мојата продукција, не значи дека само со мене ќе има часови, значи ќе биде Мартин тука, Бане и уште милион луѓе што доаѓаат од страна, кои што постојано даваме искуства. И тоа е убавината што можеме буквално да го даваме искуството и го даваме на поише различни аспекти, да. Каде што, например, кога сме биле ние помлади и сме немале може таа шанса, не било потешко. А сега, знаеш, имаш во еден простор доаѓаш и буквално имаш студио, училни простори, спектарот е поголем на работи што можеш да ги научиш, собладаш, што можеме да ги споделиме, зашто како што кажа Дуле, цел процес музичка теорија е кај Бане. Учење ноти буквално, моментот на работење и продуцирање е кај Дуле. Како сето тоа од глава да го створиш ваму, перформансот доаѓа деловно кај мене, за сето тоа како да изгледа кога ќе го перформира, значи спектарот е многу поголем сега, него само наместо продукција, само наместо диџеј, само наместо гитара, само наместо пење, само наместо клавиатура, моментот е поголем спектарот, значи повеќе опфаќа.
планот е да има работилници, да има гости доста често. Значи збориме искусни диџеи, познати диџеи, кај нас искусни продуценти, познати продуценти, од кај нас па и од странство во моментот. Сето тоа е инкорпорирано у планот, затоа што секој мора да го научи различниот стил, затоа што има конкретно, јас сум добар во едно, ама кога да е гостин ќе им да е малце подруг аспект, малце по отварање поголеми видици на работите, исполнување на искуства од кои се учи, нели? Сега работилницата баш ја спремаме. Тоа ќе биде, речеме, прво чедо наше, каде што ќе можат баш да видат спој од сите овие работи. Значи, ќе се помине време во школа и во студио и сите тие што ќе бидат пријавени ќе имаат на крај настап со нас, со бендот BDM. И буквално ќе направиме таа фузија на ова све што го збориме и Некој мини превју. Зашо би било, значи скратена варијанта на големата, зашто работилница ќе трае 2 недели. Курсовите се 4 месеци, фактички ова ќе бидат мал превју на работите како би изгледале. Ќе се добие тоаш баш повисока слика за што изгледа и што све се нуди и што се има. околу музичката продукција Смерот, првите часови ќе бидат општи. После тоа секој ќе се определи точно што сака. Најчесто е тоа жанровски, во кој стил на музика сака и ќе се посветува програмата тогаш за он тоа што го сака. Толку сакаш ти да работиш од класична музика до джез, до хип-хоп, до електронска EDM, техно, тогаш 4 месеци е малце. Али сите сакаат од прилика најчесто електронска музика, R&B, хип-хоп, рок, поп, чатпат. Значи, пак тука се тие неколку смера што ги сакаат сите деца, сам луѓе. И затоа е доволно 4 месеци, затоа што се фокусираме на он тоа што го сака. После тоа може да се менува жанр и сега, значи научи. Затоа е 4 месеци, зашто 4 месеци да биде интензивно 4 месеци, затоа што може реално правиме обед, секоја се учи доживотно. Значи секој се усовршуваш во што и да работиш, во што и да правиш. Гитаристи што свират 50 години се уште се усовршуваат, они нешто ново учат, нели нешто ново вежбаат. За диџеи да не правиме муабет, значи секој искуство се повеќе и повеќе дава нови начини како да ова, дека вака. Моментот е да се биде сконцентрирано за да после тоа не влијаеме никако, а после 4 месеци не сакаат никој ништо да прави, нели, ама моментот е бар тие 4 месеци која се да се даде основата за утре, окей, имам некоја основа јас да се усовршувам понатаму. Почеток на мај, значи многу наскоро, више има интерес и па да речеме дека местата се пополнети, бидејќи ќе работиме со лимитиран број на ученици, не ќе да правиме mass production, не ни е битно тоа, битно ни е квалитет, него квантитет. Па како што каже Дуле, ќе работиме со мал број, значи мал број ќе биде, тоа нема биде група од 10-15 луѓе, не ќе биде помала група на луѓе за да може што посконцентрирано и посветено на конкретно на личноста да биде. Да речеме тие неколку индивидуи што се да заедно да растат, зашто со голема група нели помалце вниманието се распоредува, со помала група е сконцентрирано и тука можеш да се посветиш конкретно на некого буквално. Така да моментот ќе биде од составување на вистинскиот спој по правење, да, али принцип 2 пати во годината мислам дека Иначе да, 2 пати годишно ќе треба. Слободно било кое време може да не исконтактира, да не побара, да дојда, да се запознаеме, да разговараме. Значи ова го правиме ипак за доброто, за да помогнеме, затоа што и нас ни требало некад помош, имало луѓе што ни помагале, са е нашето време тоа да го правиме. И така да се надевам дека ќе има што поголем број на интерес, затоа што убава работа е кога креираш нешто и кога се дружиш со креативни луѓе пред се. BDM моментално е буквално пиштол напорен шаржер со нова музика, само се чека вистинскиот момент. Требаше сега да искочи нешто, нели, поради ситуацијата во која мислам дека апсолутно нема поента за промоција. Моментот не е тој и нема зошто, нели? Да се чека да речеме некои подобри времења за тоа да се случи. BDM е спремен со музика, со Бане Консенсуван е спремен со музика, Дуле Лут е спремен со музика, така да
ни предстои интензивни неколку месеци каде што ќе биде работа, музика, вадење, настапи, работа, музика, вадење. И затоа се тие 2 месеци пауза, нели, што ги зборевме, 4 месеци, 2 месеци пауза, 4 месеци, 2 месеци пауза, што напоредно со сето тоа се работи тука, нели, мора да имаш и приватен живот и време за себе си и затоа се тие паузи од 2 месеци измеѓу курсовите. Oh, I'm on a train.